Трошоците за живот нагло растат, а платите стагнираат. И Сојузот на синдикати на Македонија регистрира намалување на животниот стандард на граѓаните. Во мај минималната потрошувачка кошничка достигнала 38.800 денари. Тоа е огромно зголемување од 3.000 денари за 3 месеци или дури 4.600 денари за една година. Пресметките покажуваат дека ниту со една просечна плата, ниту со две минимални примања не може да се задоволат најосновните екзистенцијални потреби на едно просечно 4-члено домаќинство. Токму затоа од ССМ ќе побараат линеарно зголемување на платите од 2.806 денари по работник во јавниот сектор со амандман на ребалансот на буџетот за годинава. Од месец во месец драстично се зголемуваат трошоците за живот на едно 4-члено семејно домаќинство, а платите не го следат истиот раст. Истото го покажува и самата пресметка на синдикалната минимална кошница што ССМ ја пресметува секој месец. Затоа ССМ со право бара зголемување на платите на сите вработени, како во јавниот, така и во приватниот сектор, и покрај евидентните противења на одредени субјекти кои се против зголемување на платите на работниците. Синдикалната кошничка е зголемена поради енормно високиот пораст на цените на производите и енергенсите. Најголем раст има кај трошоците за исхрана и пијалоци за 3,3% споредено со претходниот месец, односно за дури 17% во однос на мај минатата година. Токму за најосновното, за храна, треба да се одвојат 17.000 денари, што значи едва стигнува една минимална плата. Статистика вчера измери инфлација од 12% во мај, а се очекува таа да се зголеми со јунската пресметка, бидејќи овој месец престанаа антикризните мерки. И додека граѓаните и бизнисот на големо ја алармираат владата подитно да донесе мерки за да им помогне, надлежните најавија подршка, но дури во септември и не за сите. За разлика од кај нас, државите од соседството му помагаат на населението и стопанството преку замрзнување на цените, ограничување на маржите, откажување од делодавачките. Последно, хрватската влада вчера реши да интервенира преку намалени трошоци и маржи кои влегуваат во цената на горивата, со што нафтените деривати уште истиот ден поевтинија. И најголемиот трговски партнер на земјава Германија се откажа од данокот на енергија за да обезбеди пониски трошоци за превоз на граѓаните и фирмите.